Четврток, 9 ноември 2023 година. Почитувани гледачи, добре дојдовте во централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелности и случувања со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Избрано идејно решение за изградба на 3 фонтани во чест на Сашко Гешовски, како што е планирано ќе бидат изградени на кружниот тек кај новата автобуска станица во Кавадарци. Во дневникот тема од инфраструктурата се поплочува тротоарот на улицата Гоце Делчев на потегот од гимназијата Добри Даскалов до основното општинско училиште Гоце Делчев. Се отстрануваат бехатон коцки, кои во иднина ќе се употребат за други локации, поставување на комплетна подземна инфраструктура за телекомуникацијски системи, пошто следи обновување на стариот дрворед и поставување на нов тротоар со нови бехатон коцки. Инвестиција на општина Кавадарци, а изведувач на работите е фирмата АС Машини. Дневникот го продолжуваме со информација од билтенот на МВР. Вчера во 17 часот и 30 минути полициски службеници од ОВР Неготино ја лишиле од слобода ТЈС 48 години од Неготино, наставничка во училиште во Неготино. Постапувајќи по пријава според која таа психички ги малтретирала учениците за време на настава, ТЈС е приведена во полициска станица и по документирање на случајот против неа ќе биде поднесена соодветна пријава, информираат од СВР Велес. Во дневникот информации од Управата за јавни приходи. Со исплата на плати доцнат 5428 работодавачи. Од доцнењето на платата од септември се засегнати 8700 работници, од кои 6141 вработен и околу 1500 кои се даночни обврзници со еден вработен. Информира на брифинг со новинарите директорката на УЈП Сања Лукаревска. Во дневникот тема и од политиката. Извештајот на Европската комисија потврди кочењето и блокирањето на ДПМН се пречка за напредок, рече на денешната прес-конференција пратеникот од СДСМ Миле Талевски. Извештајот на Европската комисија потврди ДПМН и Мицкоски се кочничари на европскиот пат и на реформите на земјата. Поразително за пратениците од ДПМН во извештајот стои, цитирам: главната опозицијска партија ВМРО ДПМН активно ја блокираше парламентарната работа, што беше значајна пречка за напредок. Тоа стои во страна 10 од извештајот. Ние, пратеници од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата Нова укажувавме и баравме ДПМН и Левица да не го кочат напредокот на земјата, да не ги кочат реформите, да не го кочат европскиот пат. Сега тоа го бара и самата Европска Унија. Но и покрај обструкциите на опозицијата, наша татковина продолжува да ги исполнува условите за продолжување на преговорите за членство. Земјата ги продолжува напорите за ЕУ реформите и секојдневно работи на исполнување на европските стандарди, што е нотирано и во самиот извештај. Имаме прогрес од 81% од поглавијата. Нема назадување во ниту едно поглавје. Во однос на подготвеност на поглавијата, во 90% сме соодветно ниво на подготвеност. Нема повеќе делови во извештајот како во времето на ДПМН од 2015 и 2016 година. Нема мешање во судската власт, нема уназадување. Вчера беше објавен пакет за проширување на ЕУ и план за раст на економиите на Западен Балкан. Само со овој план на располагање имаме 1 милиарда евра за Македонија. Значи дека ако продолжиме со реформите со процесот на интеграција, првиот трансфер од новиот пакет ќе го имаме за 5 месеци од сега. Затоа блокадите и обструкциите на ДПМН и Мицкоски мора да бидат поразени. Но не само заради ЕУ. Блокадите и обструкциите на ДПМН и Мицкоски во Македонското собрание треба да бидат поразени заради сите наши граѓани и заради иднината на нашата земја.
Се задржуваме на темата политика. Координаторот на пратеничката група на ВМРО ДПМН Никола Мицевски на денешната пресконференција истакна дека земјава годинава го добила историски најлошиот извештај од Европската комисија. Задоволен сум што тоа е нотирано затоа што ние како пратеничка група со така наречената активна блокада која ја спроведувавме во собранието во ниту еден момент не ги спречивме битните процеси и закони кои беа во корист на граѓаните и тоа е нотирано во самиот извештај на Европската комисија. Активната блокада беше еден вид на реакција од страна на пратеничката група кон владата и парламентарното мнозинство и имаше за цел да го спречи носењето на криминалните закони кои беа меѓу коалициски пазар на партиите од власта, потенцира Мицевски. Целта на активната блокада, според Мицевски, била да се спречи носењето на законот во скратена постапка, со кое што, како што рече, власта сакаше да ја заобиколи демократската процедура за дебата за битни законски решенија. Во денешниот дневник тема и од културата, повеќе театарски представи во месецот на театарот ќе бидат изведени во Кавадарци. Во деновите кои доаѓаат Кавадарци ќе живее во знакот на театарот. Имено Домот на културата Иван Маздов Климе Кавадарци е организатор на месец на театарот кој се одвива под мотото Театар, имагинација и реалност. Утре во 20 часот во Домот на културата започнува месецот на театарот. Во рамки на манифестацијата ќе може да ги погледнете следните театарски представи. Утре вечер од 20 часот е Бајка за театарот во изведба на театарот Раша Плаович од Република Србија. Во понеделник од 19 часот премиера на детска представа на Дом на култура Иван Мазов Климе Кавадарци, Црвенкапа и Шумскиот судија. Во четврток на 16 ноември од 20 часот љубовна терапија на театар Куманово. Гостува театарот Джинот од Велес со представата Сара на 23 ноември четврток во 20 часот. Понеделник 27 ноември 20 часот гостува Народниот театар Штип со представата Во ресторанот. Театарот од Тетово ќе настапи со представата насловена Вифи во сабота на 2 декември од 20 часот и на 5 декември во 20 часот театарот од Гостивар настапува со представата Чорба од Канаринец. Уште една премиера на театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе не очекува на почетокот на декември оваа година, овој пат представата за возрастни Каша и Кубаси. За датумот и представата дополнително ќе информираат од Домот на културата. И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува од утре под влијание на нов влажен бран. Времето ќе биде променливо облачно со повремени врнежи од дожд кои на повисоките планини повремено ќе преминува во снег. На места ќе има побилни врнежи, а во сабота и локална нестабилност со пороен дожд и грмежи. Утре и во сабота ќе дува засилен ветер од јужен и југозападен правец. Во почетокот на следната седмица ќе има преодна стабилизација на времето. Утре температура до 17 степени. Ова беа темите и настаните со кои го одбележавме и денешниот ден. Веќе за утрешниот ден, за повеќе детали, за се она што ќе го одбележи тој ден, следете не во Централниот дневник во 20 и 22 и 30 часот.